Нова тема, споменавме соговорник веќе имаме во студиото на македонската телевизија, додека еден дел од Балканот се бори со рекордно високи температури, на друг дел од Балканот имаме заладување и невреме. Климатските промени ги даваат ефектите, ги чувствуваме веќе на големо, колку овие климатски екстреми се само привремени или ќе треба да се навикнеме подолгорочно, одговори бареме од професорот Владо Спиридонов. Добро утро, професор, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодариме повторно за поканата. Ајде на самиот почеток на разговорот да објасниме како е можно за волку куз временски интервал да имаме ваква промена на времето, од пеколни температури до студени бранови. Да, можно е. Секоја сезона си има своја одлика, своја карактеристика, влегуваме во летен циклус и тоа е вообичаено. Меѓутоа, секоја сезона се менува во зависност од одредени регионални карактеристики, одредени, да речеме, состојби поврзани со загревањето на континентот, разликите на температурите помеѓу морињата, океаните и така натаму, разликата помеѓу температурата помеѓу екваторот и половите. Едно од аспект на климатските промени кои што се забрзани и нели како резултат на тоа имаме зголемена температура на планетата, така да тоа сето влијае на одредени регионални облици на циркулација. Сега конкретно на прашањето зошто тоа се случува, обично во метеорологијата ние што сме, да речеме, експерти од аула, знаеме дека постојат на висина на тропосферата, тоа е некаде, да речеме 11.000 метри, тесен појас на ветрови со многу голема силина, кои што се работуваат како резултат на тој меридионален трансфер на топлина, градиент на топлина, кој што се пренесува од екваторот кон половите, и како резултат на таа нестабилност на тие млазни струи, кои што на некој начин се двигатели на времето и разделуваат две различни воздушни маси, тие повеќе осцилираат и носат повремено топол воздух, ладен воздух од северните ширини и топол воздух од да речеме афричкиот континент. И сите тие осцилации влијаат и на оваквите циклуси на времето, да имаме најнаш многу топло време, загреани услови и екстремни температури. Меѓутоа, брзо поради тие осцилации на овој млазен поток, така да го наречеме, доаѓа до такви промени на времето. Тоа го почувствува србите, хрватите во Сплит. Во моментов има поплави и во Шпанија. Која е причината што овие невремиња кои што се со кус интервал се толку разорни, професора? Да, има повеќе причини. Едната е, ова го споменавме, климатските промени, глобалното затоплување, значи атмосферата кога е потопла, таа може да држи повеќе влага во атмосферата. Таа влага, таа водена пара служи како гориво кога имаме и топлина и влага, имаме вертикални движења во атмосферата и поголеми нестабилности. Самите климатски промени од еден аспект носат големи екстремности, ги менуваат сите облици на циркулација, ги менуваат и атмосферските системи, модификација на воздушните маси, загревањето, целата таа интеракција, значи сето тоа е толку интензивирано и после тие осцилации, затоа се јавуваат такви нелинеарности повеќе во атмосферата, кои што се многу поинтензивни и поекстремни. Ни донесовте и графички прикази кои што би сакала да ни ги појасните и да ги изанализираме кусо. Што ова ни кажува за моменталната климатска состојба? Професор, треба ли да се навикнеме на вакви појави? Да, јас што ви го прикажав, иако се работи за метеограм, сега за Скопје го издвоивме како метеограм. Не, ова е сосема друго, ова е во врска со невремиња за предикција, односно прогноза на невреме во Европа и Македонија. Тоа е алатката Нотас која што ние постојано ја протежираме, која што е единствена на светско ниво во контекст на самата идеја оригиналност, каде што навистина на еден најсофистициран начин, кој што е близок со машинско учење, machine learning, убаво ги предвидува сите оние промени во локални скали, ги предвидува сите оние можни потенцијални жаришта кај што може да се јави некое невреме. Ова што го гледаме сега, тоа е метеограм кој што прикажува, тоа е сосема друга метеоролошка, да речеме, една прогностичка информација за Скопје, каде што убаво се гледа дека во наредните 15 дена повторно очекува топол бран, некаде после 20 од недела. Оваа недела би била, јас би рекол, да, температурите ќе бидат високи, меѓутоа ќе имаме и променливи временски услови, веќе утре ќе се почувствуваат променливи услови, тоа го покажува и Нотас. Исто така и Европскиот центар тоа го покажува, меѓутоа повторно следи топол бран. Како што гледаме, некако се поклопува во онаа сезонска временска слика. Имаме, значи, топли циклуси,
Меѓутоа, имаме тие се прекинати со овие продори на поладен воздух, што рековме како резултат на тие осцилации кои се јавуваат во атмосферата. Го споменавте предупредувањето од невреме. Колку е ова значајно да го имаме како алатка? Минатата недела по сето тоа што се случи во Хрватска, излегоа хрватските медиуми и кажа дека да и постоеше алатката и да добија граѓаните навремен информација дека се подготвува невреме или доаѓа невреме, ќе може многу повеќе да се заштитат. Да, овие алатки, значи не е само ова алатка, значи сите институции, центри и така натаму користат одредени методологии, модели, значи нумерички системи и така натаму, кои што се интегрални компоненти со сателитски радарски мерења, моделски пресметки и така натаму и од наблюдувањата се разбира. И тие се служат токму тоа за да можеме ние неколку денови однапред да ги на некој начин предвидуваме сите тие да речеме потенцијални геохазарди, но кога би сакале да добиеме малку подетална слика за самиот систем или самата грмотевична бура која што ќе се развива, тогаш треба да одиме со она временско предочување и nowcasting, ние тоа го нарекуваме. Тоа е 1 до 2 часа значи однапред, за да можеме да ги следиме патеките како ќе се движат тие системи. За тоа ни требаат и радарски податоци и така натаму. Меѓутоа генерално алатките што се користат, една од нив е Нотас, која покажа исклучително значи прецизни резултати на целата планета во однос на различни атмосферски системи, вклучувајќи урагани и тајфуни, добро ги прогнозира патеките, динамиката, интензитетот, па и да речеме одредени други категории на грмотевични бури, суперкелиски, дали се работи за конвективни системи во средни размери или индивидуални бури, алатката на време, значи прецизно, временски и просторно ги детектира тие области. Што забележува Нотас во моментов? Има ли најава за невреме што на Балканот, што во европски се обидувам да се може да видиме сега онаа карта да се ориентирам во студиото. Да. Кажав јас пред малку дека оваа недела ќе биде доста топла, меѓутоа ќе биде и со променливи услови на европскиот континент и средна значи југоисточна Европа и Македонија. Веќе утре ќе има одредена промена. Според сликата на Нотас не дава нешто посебен голем интензитет, да речеме, во односот на некоја нестабилност, меѓутоа мора да се следи, да се апдейтува, ажурира. Ево ова е сега за југоисточна Европа Нотас, каде што ќе забележите зелени области. Тука постојат ова многу слаби ризици, да речам ова жолтото слаби ризици од формирање невреме. Меѓутоа кој се појави веќе портокалова област, каде што веќе зачестено ја појави на поголема област, тука треба да очекуваме повисок ризик, односно зголемен ризик од невреме. Веќе црвената упатува на многу висок, а додека виолетовата е на екстремен ризик од невреме. А ова е истата алатка, меѓутоа со многу висока резолуција само за Македонија. На секој час ги апдейтува информациите и можете да забележите, каде што ќе забележите веќе портокалова, тука има потенцијална опасност. Сите оние параметри што се вклучени во пресметките даваат интегрална бројка која што упатува на поголем ризик од невреме. Коригирајте ме ако грешам, југозападот и североистокот забележав. Па добро, во секој случај ова е сега направено за утре, за да имаме ние граѓаните така едноставно информација првична, а ова е веќе поширока слика за Европа, за да можеме ние системите што се во Европа и циклоните и оние области со висок притисок точно да ги направиме дистинкција и гледате како се пренесуваат системите низ Европа, така и се менува потенцијалната нестабилност во оние области каде што метеоролошките фактори упатуваат на таков ризик. Какво лето, до крај на летото, какво време не очекува професора? Во врска со летото, јас искрено да кажам со мојот колега почитуван Ивица Милевски од Институтот за географија на ПМФ, направивме не многу убав сезонски, односно билтен за летото во Европа и посебно во Македонија, со осврт за Македонија. Ова го направивме од аспект индивидуално, за како информативен блок за граѓаните пред се, за институциите, и јас како член на Совет за безбедност сметам дека ние треба да излегуваме стално со тие оперативни билтени информации, за да граѓаните бидат информирани какви временски прилики не очекуваат во сезоната. Бидејќи оваа сезона е малку поразлична од минатата, таа беше со екстремни температури, се боревме значи со пожари, со на временска стихија, меѓутоа оваа не е ни помалку, меѓутоа ќе има и други одлики оваа сезона покрај тоа топло време. Јас очекувам дека месец август ќе биде и променлив
и сите тие сигнали кои што ги даваат оние сезонски информации, иако треба да се сватат со една доза на резерва, бидејќи тие се сепак сезонски одлики, карактеристики, не се веродостојни прогнози. Треба да внимаваме, значи, до крајот на овој месец, оние циклуси со топло време и екстремна топлина, оној топлотен бран од 20 јули, понатаму во август повторно ќе имаме серија, меѓутоа ќе имаме и променливи услови, од аспект што ќе имаме намален притисок на југоисточна Европа, а режимот на врнежи ќе биде во рамките на некој просечен, што упатува дека ќе имаме променлив август, топол и променлив август. Во контекст на пожарите, потребни ни се дождови. Споменавте во август можеби ќе ги имаме, за сега нема таква најава, освен за утрешниот ден. Утрешниот и ќе има уште, во текот на оваа недела, ќе има променливи услови, ќе има уште еден циклус, тоа е некаде петок сабота, четврток, петок сабота, според Европскиот центар, може ќе има поголема дестабилизација. Ајде, очекуваме дека ќе ни помогнат колку толку и пожарите, бидејќи навистина старт на сезоната е веќе службите ни се изморени. И во контекст на пожарите, така некако да го завршиме разговорот, колку е важно да имаме алатка која што ќе им помогне и на службите, а и на граѓаните во контекст на местата кои што се ризични за појава на пожари. На еден таков систем работите периодов, колку оваа алатка може да ни биде корисна? Работиме и тоа многу интензивно на еден најсовремен систем, првенствено за детекција на областите со пожари на основа на сателитски прикази во близу реално време. Од НАСА и од МОДИС, тоа се сателити инсталирани на Акватера, значи сателит во Америка. Тие сателити овозможуваат со многу висока резолуција на целата планета, вклучувајќи Македонија, да се детектираат активните пожари. Што ни кажува картата во моментот, професоре? Ова е точно дел од системот што го развивам, значи за кој што навистина огромна енергија е вложена, да точно ги детектира областите каде што имаме активни пожари, реков, во блиску реално време. И тие сигнализираат за да граѓаните кои ќе го видат оној интерактивен систем да можат да видат точно каде се лоцирани. Некои од нив се веќе од нашите, да речеме, институции и од нашите граѓани, значи сите што работат на гасење на пожарите, се веќе згаснати пожари, меѓутоа сепак алатката ги прикажува оние со различни бои, активни кои што биле пред 6 часа, пред 12, пред 24 часови. Вториот дел на алатката е, значи тоа е еден посложен систем за проценка на ризикот од пожари при комплексни метеоролошки услови. Тоа е, значи, канадски систем, алгоритмот е напишан од експерти од Канада и го користат сите во светот, меѓутоа е доста сложен математички алгоритам, јас успеав да го трансформирам во нашиот атмосферски систем што оперативно работи на Финки, на серверот. Сега, дополнително, алатката овозможува да во Македонија се врши симулација во односот на тие комплексни услови, каде ќе се шират тие активни пожари, ако не се згаснат или ако не се интервенира, и дополнително може да се зумира самата алатка, програмира каде е најактивен пожарот. И не гледам овде анимации, ова се видео анимирани фајлови кои што треба да се анимираат, меѓутоа јас не ги гледам како анимации. Точно тоа да ни ја даде траекторијата во односот на струењето и ветрот. Ви гледате дека покажува на секој активен пожар од каде дува ветрот и тој се менува на секој час, може да биде еве како што ги гледате стрелките. Тоа е анимирано во нашиот овој да речам систем и точно покажува каде ќе се движи, односно распламтува пожарот и сето тоа во зависност од метеоролошките услови, индексот за ширење на пожари, индексот за суши, индексот за влажност и burning index, тоа е индекс на распламтување во едни услови комплексни какви што се во Македонија. Се надевам дека институциите ќе пројават интерес за овој систем, пак ќе го имаме како корисна алатка во пракса во годините. Да, јас би сакал само да кажам дека јас сум во координација, односно јас и со кабинетот на премиерот, и со господинот директор на Дирекција за заштита и спасување Стојан Чангелов. Континуирано ги доставувам сите информации и им стојам на располагање, значи да може да помогнеме во овие сите информации и мислам дека овој информативен систем за пожари со мала адаптација, малку по модерно прикажување, може многу да помогне на граѓаните и на институциите да се справиме со пожари. Зошто? Со ова би завршила, ако дозволите, Кристина. Значи, затоа што премногу е сушно,
Значи, премногу е опасно, вегетацијата сега ќе се менува, како ќе влегуваме во месец, значи крајот на месец јули и август, нема врнежи, дефицит и високи температури и потенцијалните опасности се тука пред нас. Затоа го промовиравме и во утринската програма. Благодарам професоре за гостувањето. И јас ви благодарам за поканата.